30 до 50% од вработените во македонските компании ќе останат дома идната година ако владата не најде начин како да му помогне на стопанството. Стопанската комора алармира дека е веќе доцна да се чека за утре и мерки мора да има што поскоро. Бизнисот половина година ги повторува своите барања, вчера уште еднаш на маса ги ставиле пред владиниот тим на Социјално-економскиот совет, ама владата сега повторно ги анализира и допрецизира. Клучна врата не им се заканува само на компаниите кои се снабдуваат со струја на слободниот пазар, туку и на компаниите кои се на регулираниот пазар. Од комората бараат субвенционирање на цената на електричната енергија, максимизирање на производството на струја, а вишоците да им се понудат по производна цена, да се намали ДДВ-то за електрична енергија, а компаниите на слободен пазар да добијат базна цена. Брзината и дека функционирањето кое што на компаниите сега треба да се направи е доцна да се чека за утре. Состојбата е тешка, односно дека компаниите, значи не само оние кои што ги кажуваме 1600 на слободниот пазар, кои што се од најголем број наши компании членки, меѓутоа и останатите кои што се на регулираниот пазар, состојбата е тешка и дека бараат поддршка и премостување на нивните потешкоти со кои што се соочуваат. Не само Стопанската комора, и експертите алармираат дека владата многу доцни со носење на мерки. Доколку се остават компаниите сами на себе, ќе се соочиме со намален економски раст, бидејќи ќе следат отпуштање и намалено производство, а тоа ќе резултира и со зголемена инфлација. Дополнително компаниите кои ќе бидат приморани да затворат, многу тешко ќе може да се вратат на пазарот. Владата да скрати од непродуктивните трошоци и да почне да штеди за да има пари во буџетот кои ќе се користат за граѓаните и стопанството. Ако не најдат, ја сакам да бидам оптимист во оваа ситуација, нас сигурно некој од или Европската унија или од некоја од државите ќе не помилува во оваа ситуација. Се плашам дека тоа може и малце касно да биде, а стопанството да биде ранливо во оваа ситуација и веќе е ранливо. За една компанија која што отпушта работници и си рестартира во некој одреден X период, тоа навистина ќе биде тешко да се врати. Економско-социјалниот совет во проширена форма по 3 часа заврши без носење на пакет антикризни мерки кои сите ги чекаат. Конкретни предлози дадоа коморите, синдикатите, експертите, а владата како и до сега пак анализира и ги остави сите во надеж дека до идната среда, за кога и е закажан повторно состанок на советот, конечно ќе излезе со некаков план со кој ќе се преброди кризата.